Доброволни пожарникари, мирно! Ви благодарам. Почитувани припадници на доброволните противпожарни друштва, почитувани припадници на тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување, почитувани вработени во Дирекцијата за заштита и спасување, денес за прв пат во нашата противпожарна историја обединети на едно место под една команда сте построени безмалку сите доброволни пожарникари од сите активни доброволни противпожарни друштва од Македонија. На ово постројување претходеа серија состаноци со представници на најактивните доброволни противпожарни друштва, на кои ги разгледавме постоечките слабости во доброволното пожарникарство, но и можните решенија за нивно надминување. Целта на денешното постројување е повеќе наменска. Да покажеме дека ви има, да покажеме колку ви има. Да покажеме дека за прв пат сите вие, припадници на доброволните противпожарни друштва од Македонија, сте обединети или имате можност да се обединете под една заедничка команда и организирано да се вклучите во националниот систем за гаснење на летните пожари на отворен простор преку тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување. Застанете на место слободно, оние кои што се уште мирно. Олабавете се, ќе потреба. Обединувањето ја прави силата. Вие денес го покажавте токму тоа. Овде пред мене построени молчешкун стоете повеќе од 250 доброволни пожарникари. И тоа ќе ве прочитам по друштва, ќе ми простите радоследот е така како што ги добив информациите, ниту по азбучен ред, ниту по големина, ниту по старост на друштвата. ДПД Добри од Злеово 15, ДПД Василево 15, ДПД Кочани 19, ДПД Дојран, ДПД Свети Николе, ДПД Штип 24 лица, ДПД Свети Спас Гевгелија, ДПД Повардарец Неготино, ДПД Полог Тетово, ДПД Виница, ДПД Струмица, ДПД Конче, ДПД Бајрам Мафтијари, се надевам дека не грешам, од Чаир, ДПД Пекчево, ДПД Зрновци, ДПД Ново село, ДПД Архангел од Битола, ДПД Бабуна, предпоставам од Велес, ДПД Баргала Карбинци и тимот за брз одговор на ДЗС од Струмица. Според оваа евиденција, овде ви има 256 доброволни пожарникари, со тоа што можеби некој и да не дошол, но навистина се работи за импозантна бројка.
Почитувани припадници на доброволните противпожарни друштва, од денес па натаму, јавноста уште појасно ќе знае дека вие сте сериозна и респектабилна сила. И длабоко сум убеден дека сите заедно ќе добиеме уште поголема јавна благодарност и поддршка. Од денес па натаму и луѓето од македонската бизнис заедница, но и од македонската диаспора ќе знаат дека вие сте сериозна и респектабилна сила. И верувам дека некои од нив со чувство на одговорност кон татковината ќе помогнат за ваше опремување или доопремување со различни видови на противпожарна опрема. Но не само јавноста, од денес и сите релевантни државни авторитети, почнувајќи од председателката и премиерот, пратениците во собранието и министрите во владата, но и сите останати институции поврзани со системот за гасење на пожари, ќе знаат дека вие сте сериозна и респектабилна сила на која треба да и се отворат вратите на државните ресурси. Иако за волја на вистината, премиерот и владата се запознати со вашата сила, бидејќи во повеќе наврати имам информирано и имате голема поддршка. Заради поголем заеднички успех при справувањето со летните пожари, како командант на силите за заштита и спасување, моето барање кон вас е едноставно и јасно. Барам секој ден однапред да најавите со име и презиме барем 120 доброволни пожарникари кои во случај на потреба ќе бидат подготвени за ангажман преку тимовите на ДЗС наредниот ден. Наместо ангажман на припадниците на полицијата и армијата како минатите години, да бидете ангажирани токму вие, доброволните пожарникари, преку тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување. Но иако сте овде повеќе од 250, треба да имате во предвид дека на дневна основа многумина од вас, поради објективни и субјективни причини, нема да можат да излезат на терен. Некој ќе биде на одмор, друг на работното место од кое не може да се ослободи, трет ќе биде болен, четврт ќе биде на некоја слава и така натаму. Затоа, за да постигнеме оваа цел, потребно е во следниот период сите доброволни пожарникари од ДПД, кои не се припадници на тимовите на ДЗС, а имаат желба да ни се приклучат, да дојдат во ДЗС и да склучат договор. Вработените во секторот за оператива на ДЗС, кои стојат овде позади мене, ќе ви дадат конкретни информации каде и како да ги подпишете овие договори. Укажувам дека во противпожарните тимови за брз одговор на ДЗС нема да бидат примени лица кои не се членови на доброволните противпожарни друштва. Мојата цел е едноставна и јасна – развој на доброволното пожарникарство преку доброволните противпожарни друштва. Токму затоа покренавме заедничка иницијатива за изменување на Законот за здружение на граѓани со цел подобрување на статусот на доброволните противпожарни друштва. Воедно ќе се обидеме да го подобриме и статусот на доброволните противпожарни друштва и во Законот за пожарникарство. Дали ќе успееме, ќе покаже времето. Понатаму, како што веќе договоривме, а јас најавив и јавно, барам да организирате внатрешна хиерархија и структура. Јас лично ќе ви помогнам да изградите координативна пирамида која ќе биде налик на воена структура, со тоа што во неа наместо војници ќе бидете вие, доброволните пожарникари. Во зависност од бројот на доброволни пожарникари, секое доброволно противпожарно друштво ќе има едно или повеќе одделенија составени од по 10 лица. Ако сте помалку од 10 лица во доброволното друштво, ќе бидете едно одделение. Ако сте повеќе, ќе бидете 2 или повеќе одделенија. 3 вакви одделенија ќе формират еден вод, но зборувам на државно ниво. Значи, не е важно дали едното одделение е од едно населено место, од еден град или од друг град. Важно е дека 3 одделенија ќе формират еден вод. 3 или 4 вакви вода ќе формираат една чета. Мене, како командант на овие сили, ми е се едно дали ангажираните доброволци ќе бидат од Кочани, од Свети Николи или од Чајре. Важно е да гасат пожари.
Во градењето на оваа координативна структура, одредени ривалства, суети и недоразбирања ќе треба да се тргнат на страна. Ние сме собрани овде да се организираме полесно да ги гасиме пожарите, а не да шириме братство и единство или другарство. Ако успееме да изградиме и релации на другарство помеѓу нас, тоа ќе ни биде гратис и ќе биде уште подобро. Доколку успешно ја оформиме оваа пирамида, како командант на силите за заштита и спасување, со само еден повик ќе можам да ангажирам до 120 доброволни пожарникари, а во некоја алармантна ситуација и повеќе. На тој начин, повторувам, наместо ангажман на припадниците на полицијата и армијата, ќе бидете ангажирани вие, доброволните пожарникари, но преку тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување. Со што прецизно, ефикасно и рационално ќе бидете вградени во националниот систем за гасење на пожари. Со новата структура ќе се обезбеди добивање и размена на брзи, точни и прецизни информации, брзо носење на одлуки, јасно пренесување на наредбите, како и дисциплина на највисоко ниво. Впрочем, дисциплината ја покажавте денес, затоа што ги извршивте сите мои наредби и застанавте во овој прекрасен величествен строј, за што посебно сум ви благодарен. Вашата предност во однос на припадниците на македонската полиција и армија е во тоа што повеќето од вас имаат противпожарна униформа, но и обука и особено искуство. И најважно од се, вие сте доброволци. Доброволно сте се пријавиле да гасите пожари. Не сте испратени со наредба, не морате тоа да го правите. Вие сте високо мотивирани за гасење пожари на отворен простор. Но јас очекувам, колку што сте мотивирани, толку да останете и дисциплинирани. Како припадници на тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување, вие сте дел од државниот систем за управување со кризи. И секој од вас ќе има посебна, но значајна улога. При гасењето пожар на терен, наредбата е света работа. Од правилно извршување на добиената наредба, можеби ќе зависи нечiji живот, здравје или имот. При тоа, барам да се придржувате до моето основно начело safety first. Вашата безбедност секогаш да биде на прво место. Нашите животи може да бидат изложени на ризик само тогаш кога спасуваме други човечки животи. Бидејќи нови дрвја, грмушки и трева повторно ќе пораснат, изгорените куќи повторно ќе се изградат, но загубените животи нема да се вратат. Затоа safety first. На мој предлог, со силна подршка на премиерот и владата, пред 10 дена собранието не излезе во пресред и го измени законот за заштита и спасување, зголемувајќи ја горната старосна граница на силите за заштита и спасување од постоечките 55 на 64 години. Тоа отвора можност на многумина храбри доброволци кои имаат повеќе од 55 години, но помалку од 64 години да станат дел од тимовите на ДЗС. Со тоа што еден општ лекарски преглед ќе биде задолжителен за сите членови на тимовите, се работи за ваша безбедност, која што за мене секогаш е на прво место. Почитувани припадници на доброволните противпожарни друштва, следниот период ќе се посветам на ваше опремување и доопремување со противпожарна униформа и опрема. Како што веќе реков, очекувам помош и од општествено одговорни компании, но ќе помага и државата. Од моето повеќе годишно искуство со вас, слободно можам да кажам дека на повеќето од вас гаснењето пожари, спасувањето на човечки живот и имот ви представува силен предизвик. Храбро влегувате во оган секаде каде што било побарано од вас, а многу често и оному каде што никој не барал од вас. На тоа јас лично сум сведок. Едноставно не можете да гледате додека гори на секаде околу вас, околу вашето село или вашиот град. Излегувате на терен и помагате без за возврат да барате или очекувате било што. Но јас, како представник на државата, како директор на ДЗС и како командант на главниот штаб за заштита и спасување, а со тоа и ваш командант преку тимовите за брз одговор на ДЗС,
чувствувам обврска кон вас, да добиете праведен дневен надомес за денот кога сте ангажирани од нас. Без разлика дали тоа вам ви се допаѓа или не. Има одредени поборувања од некои од вашите колеги, од представниците на друштвата кои што доаѓаа кај мене, наместо надоместот да биде исплатен на доброволните пожарникари кои што учествуваат во гаснењето, истиот да биде уплатен на сметка на вашите ДПТ. Во овој момент, мојот став е дека исплатата треба да продолжи кон вас лично, за иднина заедно ќе се договориме, но доколку некој од вас има желба, може добиениот надомес од ДЗС да го уплати на сметка на неговото доброволно противпожарно друштво. Во секој случај, благодарение на прогласената кризна состојба, доколку имаме неопходна потреба, припадниците на полицијата и армијата се подготвени да прискокнат на помош за час. За да избегнеме недоразбирања, вашиот ангажман нема да биде секојдневен, туку ќе биде по потреба тогаш кога редовните противпожарни сили не се доволни за справување со пожарот. Ги охрабрувам сите градоначалници максимално да ве повикуваат да учествувате при гаснењето на пожари, како што е случајот вчера и денес во атарот на едно новоселско село на падините на планината Огражден. Иако сега поради постурувањето сте овде, тој пожар е изгаснат со поддршка на професионалните пожарникари, ваша поддршка од доброволните пожарникари, локално население и 3 трактори на дирекцијата кои што действува со повеќе налети. Значи, повторувам уште еднаш, ова ми е многу важно. Вие ќе бидете ангажирани тогаш кога ќе има потреба од ваше ангажирање. Можноста да бидете ангажирани повеќе од 100 е помало, но јас верувам дека постои. Ако направам споредба со минатата година, во многу наврати баравме од армијата 100 војници, некогаш помалку, а некогаш дури повеќе, но и 100 полицајци. Мојата намера е отворена и јасна. Тоа да бидете вие. Што се однесува до подготвеноста на Македонија за справување со пожари, оваа сезона сме подготвени како никогаш досега. Поради опасноста од пожари, владата оваа година благовремено прогласи кризна состојба уште од 1 јули, со што на располагање ги имаме сите механизми на кризна состојба, како што е непречено учество во справувањето со пожарите на полицијата и армијата, но и на сите останати национални ресурси. После долги години, за прв пат оваа година, уште од јуни, на располагање имаме 3 функционални трактори со пилоти. Вчера и денес помагаат да се изгасне пожарот кај село Бајково во општина Ново село. На располагање имаме и 2 полициски и 1 армиски хеликоптер. ДЗС на располагање има 42 специјални противпожарни возила, поранишни армиски и полициски возила, кои наместо да скапуваат по армиските или полициските паркинзи и полигони, или да завршат во отпад како старо железо, се пренаменија во изворедни противпожарни теренски возила. Со договор на дело ангажирани си доволен број на поранешни и искусни припадници на полицијата и армијата, кои ќе управуваат со овие 22 Пинсгауери, 15 БТР-80 и 5 Хермелини со цистерни. На ниво на држава имаме околу 950 професионални пожарникари, 105 навални возила, 50 возила за гасење на шумски пожари, 55 теренски возила со пумпи и 33 автоцистерни. Скопската бригада за противпожарна заштита стави во функција повеќе противпожарни возила кои лежеа со години по паркинзи поради ситни дефекти. Оваа година се набавени 1000 најсовремени противпожарни водни ранци, односно на пратњачи, и 1000 противпожарни метли. Противпожарните единици поседуваат голем број на лична заштитна униформа и друга противпожарна опрема и така натаму. На сето ова, од денес ве додаваме и вас, како нова организирана сила, и доаѓаме до навистина солидна бројка на опрема и луѓе. Но дали е ова доволно? Се разбира дека не. Важно е дека се што имаме како држава е ставено во функција.
Од друга страна, далеку помокните Грција и Турција, секое лето мака мачат со пожарите и иако имаат неспоредливо поголем број на противпожарни авиони, хеликоптери и пожарникари, бараат меѓународна помош. Затоа, ваквата подготвеност не е гаранција дека справувањето со пожари ќе биде полесно или поедноставно од минатите години, ниту дека штетите од пожарите ќе бидат помали од минатите години. Затоа што не очекува едно од најтоплите лета досега, а речиси без врнежи со многу ветер. Доволно е само еден несовесен или злонамерен човек за да настане катастрофа која може да загрози човечки животи. Да подсетам на пожарот околу Солон минатата недела, една неспоредливо, како што реков, од аспект на ресурси помоќ на Грција, мака мачеше повеќе од еден ден и едва и го изгасна пожарот во кој изгореа многу објекти и индустријски капацитети. Со оганот чалам нема. Најсилно оружје против летните пожари е совеста на граѓаните. Како командант на силите за заштита и спасување, иднината на гаснењето на летни пожари на отворен простор ја гледам во развој на доброволното пожарникарство. Како држава, невозможно е да имаме соодветен број на професионални пожарникари, пропорционални на предизвиците кои стојат пред нас секое лето. Почитувани припадници на доброволните противпожарни друштва, ви благодарам за вашето присуство, да ја чуваме татковината од пожари, да сте живи и здрави и набргу ќе се видиме на некој огнено поле. Да живеат доброволните пожарникари, да живее Македонија! Да живее! Сега, бидејќи јас го водам целиот овој настан, ги повикувам доброволните пожарникари кои што рекоа дека ќе кажат неколку збора да дојдат овде. Се разбира, ќе бидат кратки, но сакам да ве слушнам и вас, односно вашите представници. Злате Кочани. Не е лесно вака пред луѓе да се зборува, но не е ни тешко. Јас навистина уживав, бидејќи можев да забележам дека сите ме слушавте внимателно. Се надевам дека и беше поучно, а не беше досадно ово што го кажав. Здраво, Злате, благодарам. Со Злате имаме комуникација веќе со години. Кире од Свети Николе не можеше да дојде, но имаме друг представник од ДПД Свети Николе, како и да се вика Душило. Каде е? Не Даре, рековме да излезе некој малку позборлес. Даре знае само да гасе пожари со гранки. Имам видео како исто како мене со гранка гаси пожар, а претходно се смеел на мене. Ајде, кој ќе дојде од Свети Николе овде? А ти вака, ако одеш на пожари, ништо не правиме. Дали имаме некој од ДПД Чаир кој што би сакал да каже неколку збора? Артан, мислам дека не е тука. Артан, дали е дојден? Нека дојде овде и од Битола. А веднаш потоа останувам овде, уште саат-два ќе си позборуваме, има доволно вода на страна, може да се напиете вода, издржете да ги слушнеме што ќе кажат вашите представници. Злате, повели. Благодарам. Почитувани колеги, огромна чест и задоволство ми е да ви се обратам. И денес ова го сметајте како еден значаен ден за доброволното пожарникарство во Македонија. Бројката од 250 луѓе можеби не е импозантна, можеби не е ниту приближна до нашите соседи и државите од регионот, но верувајте дека е доволна бројка за да поставиме основа за доброволно пожарникарство и вака сплотени да се избориме најпрво за нашите права, а секако и за нашите одговорности према службите. Се надевам дека ќе бидеме голем потик за останатите наши сограѓани од целата држава да покажат љубов кон своето село, својот град и својата татковина и уште од утре да ни се приклучат и заедно да се избориме не само со пожарите, туку и сите останати елементарни непогоди. Ви благодарам и останете храбри како што сте и до сега.
Почитувани доброволни пожарникари, почитувани браќа, јас искрено после 20 години во доброволното пожарникарство прв пат вака се чувствувам на некој начин возбуден од ова што овде го гледам и мислам дека она што го носиме во срцето и во душата денес го покажавме и се надевам дека ќе видиме уште посплотени, уште побратски и да се осеќаме сите како една фамилија која што треба рамо до рамо да видиме и во добро и секогаш кога ќе излеземе на терен да си помагаме едни на други. Искрено сакам да поздравам ова денес работа што се случува, посебно голема благодарност сакам да упатам кон директорот Стојан Ченгелов, кој што неговите заложби го направи ова што денес го гледаме и едноставно не знам што да кажам, ќе оставам само сликите од денес и видеата кои што ќе останат после настанот да зборуваат за нас. Почитувани присутни, доаѓаме од едно доброволно друштво кое е во една градска средина со многу жители и кое не е во можност да биде во поголем број. Така да ова бројка тука што ја гледаме, околу 250, во суштина е уште 4 пати поголема, него од објективни и субјективни причини нашите колеги, нашите пријатели, нашите другари не можат да присуствуваат на овој настан. Но на дела ќе ви кажеме кои сме и што сме. Кај нас една парола е еден за сите, сите за еден. И оганот нема вера, нација и граници. Тоа е, да ја чуваме нашата држава. Сакам на албански да каже неколку реченици, бидејќи да ги спочитуваме нашите сограѓани албанци. Të nderuar të pranishëm, jam Artan Demiri, kryetari i shoqatës vullnetare Zjarfikse Bajrami Iftari nga komuna e Çajirit. Në komunën tonë, e cila graviton me afër 90.000 banor, e vetëm shoqatë jemi ne që funksionojmë, po funksionojmë edhe më gjerë. Këtu i përshëndes gjithë pranishmit, janë afër 250, po në realitet janë edhe 3 ose 4 herë më tepër, në për ngjarje ku duhet. Po për shkak të nevoja, për shkak të mungesës të tyre, ata nuk kanë mund të jenë prezent sot. Kjo është një nisje e mirë, një bashkimi të gjithëve, për shkak se zjarri nuk një kufi, zjarri nuk një as fej, as komb. Edhe ne kemi një parollë, një për gjithë, gjithë për një. Ju faleminderit për momentin. Аце. И Аце го знам од терен. Да. Повели Аце. Да, благодарам, директор. Добар ден на сите. Ме радува се што ве гледам во голем број. А доброволното пожарникарство е нешто што се создава со години. Значи, од нас овде некои друштва постојат од оној век, некој од овој век. Значи, 2 века. Целта на едно доброволно друштво е да ја заштити својата заедница. Затоа, тоа се креира и се создава во една општина и ги штити луѓето и имотот на таа општина. Во овој момент се наоѓаме во ова прекрасна војна касарна, на овој плоштад и се презентираме како една сила која што преку државните ресурси ќе може да се справи со нешто што ја загрозува нашата иднина и на нашите генерации. Да си сакам една работа да ви кажам и се заблагодарам на младите луѓе од дирекцијата кои што возможија да доброволните друштва бидат дел од модулот за гасење на шумски пожари кој што беше финансиран во Европската унија. Значи целта нивна беше да доброволните противпожарни друштва бидат дел, основа на тој модул за кој што и вие сите знаете, таков вид на модули
доваѓа на барање на нашата држава и помага на нашата држава, како австрискиот, словенскиот, унгарскиот модул, како и помошта што доваѓаше од Турција, од Руманија и од другите европски држави. Значи, една од главните цели наша е да го растеретиме безбедносниот систем за заштита и спасување, при тоа да не ги користиме, што помалку да ги користиме безбедносните служби како што е специјалните единици на полицијата и специјалните единици на војската. Наша цел е и понатаму да се надградиме како доброволци, да станеме во основа на нашите локални седрини и на нашата држава и да бидеме репрезенти кога од нас ќе биде побарано да помогнеме на други држави како што тие на нас ни помогнаа. Да живее Македонија, да живеат доброволните продолжени друштва. Со тоа го прогласувам овој дел од настанот за затворен. Ви благодарам уште еднаш од дното на душата. Навистина сум пријатно изненаден, бидејќи воопшто не очекував дека ќе дојдете во волку голем број и слободно можам да кажам овде се безмалку сите доброволни пожарникари. Како што реков во мојот претходен говор, оние кои што не сте дел од нашите тимови за брз одговор, а сакате да станете дел од нив, повелете наредните денови, луѓето зад мене ќе ви ги дадат сите информации, но и вашите колеги го знаат тоа. А јас ќе се потрудам за ваш максимален ангажман во текот на ова лето, во согласно со потребите за гасење на пожари. Сега ве поканувам да останете овде, не заминувате веднаш, да поразговараме, имам сила да зборувам со секој од вас поединечно, имам и време, како што реков, имаме доволно вода. Најдете оние кои што немаат вода, некаде овде е ставена, напите се, запознајте се меѓу себе и наредниот пат најверојатно ќе се видиме на некое огнено поле, гасејќи ги големите шумски пожари или останатите пожари на отворен простор. Ви благодарам.